Ако се цени според коментарите на земјоделците во пролетната сејдба на оризовата култура, наместо оригинални семења повторно ќе доминираат меркантилот, односно семето од втора и трета репродукција, која ориджиите сами го произведуваат. Самите велат дека семењата кои им се нудат се скапи бидејќи се продаваат по околу 90 денари за килограм. Покрај тоа, шаренилото од сорти, главно италијански и турски, додатно ја замрсуваат состојбата во полињата од аспект на различна динамика на вегетација, некоординирано третирање на површините со препарати против плевели и невоедначен почеток на жетвата. Проблематиката со семењата е овие неколку години доста изразена. Се судривме со проблеми на турски ориз, турски семења, италијански семења и затоа кај нас сега земјоделците се малку оставени, како да кажам, на интерес на откупувачите. Откупувачот ќе му каже јас тоа семе не го купувам, тој ќе мора да сее друго семе, дали е доходовно или не е доходовно, дали е подложено на болести или не е подложено на болести, дали има длга вегетација или кратка вегетација. Откупувачот не го интересира тоа, додека земјоделецот остае намакат да мора да се бори за да искара да извади поголем принос и да може да му биде рентабилно производството. Од пред една година во оризородниот регион се појави нова италијанска сорта ориз под името Барон, која има карактеристики при третирањето со пестициди да го елиминира црвениот ориз и другите плевели и да возможи производство на ориз без примеси. Со тоа што сега има еден ориз, една сорта се вика Барон и е клирифил сорта, и таа сорта која ќе се насее на површините со ориз има редовен принос 800, 900, 600 кг, зависи како го обработуваш, ама со тоа што има еден препарат со кој ќе се испрска и сите други сорти кои се под ориз се уништуваат, останува само таа сорта, со тоа ќе се исчистат оризопроизводителите, ќе се исчистат површината, за следната година ќе мора да употребат чисто семе и да имат поголем принос. Меѓутоа, проблем е што испитувањата покажале дека се работи за генетски модифицирана сорта која над одредени граници е забраната за производство и исхрана кај нас. Се имавме проблеми малку. Јас мислам дека од нестручност или некои, како да кажам, интереси на владата, таа сорта беше прогласена дека е ГМО сорта. Со испитувањето во Германија се докажа дека не ГМО нема врска со баронот и со другите сорти у Кочанска котлина кои ги засејуваме, и со тоа докажавме дека кочанскиот ориз е еден од најквалитетните оризи кои се производуваат у Европа и у светот за човечка исхрана. Како и да е, нема најави дека до почетокот на овогодишната производствена реколта нешто квалитетно ќе се промени во делот на одгледувањето на оризовата култура, што значи дека земјоделците ги очекува уште една тешка и неизвестна сезона.